8 бодови по првите 4 кола да го заокружат овој дел од фазата понатаму. Обидите од надворешните позиции, меѓутоа еве го бие Вугринец и погодува. Отмора со својата атмосферата, прекрасна гледалиштето и исполнето обид од далечина погодува Насиров. Петербург, реков, квалитетна е таа бековска тројка, Насиров, Чезлов и Григориев, меѓутоа основен во Русија со максимални 16 бодови по кола. Науче Мојсовски. Ево го сето тоа уште еднаш. Доста лош беше падот на левото рамо. Ќе треба да му се укаже лекарска помош. Инаку почитуваме информација за состојбата во има 2 на третото до четвртото место, меѓутоа тие веќе го одиграа својот меѓусебен надпревар во рамките на ова коло. Врши надпреварите, реков, во фазата по групи во лигата на европските шампиони. Георгиевски одново на влез, овој пат прекрасен суп. Со оглед на тоа што Шицко е доста висок голман. Линијата од 6 метри, Полјаков оди лево во овој напад, Санашки на влез погодува. Идејата во овој напад, Мојсовски за Вугринеца, најде простор тука крај двојката. Вугринеца стигнува до петиот погодок за 11 спрема 8. Почеток на 22-та минута. Еве ги оние посакувани плюс 3. Играше за многу големи европски клубови. Малку е тешко да се вклопиш во ова. 6-0, меѓутоа тука е 7 гол за 15-11. Иако добро ја игра, квалитетот сепак мислам дека во второто полувреме ќе дојде на своје и ќе разликата ќе се зголемува. Плюс 4 како одличен вовет во второто полувреме од време во рамките на четвртото коло од Ц групите. Добро поставен блок, Ракчевич не успева. Нова интервенција на Шицко, веќе 9-та, меѓутоа грешка и на спротивната страна. Ракчевич да видиме за Манасков. Чиста ситуација Манасков. Столче вечерва, оние што ги забележавте во кадарот ќе бидат пополнети затоа што е доста топ простор на влез 180 см. Не е тоа ракометар што знае да упати удар од 9 метри. Измамува аплаузи во одушевување. Веројатно може само да се доживеат. Ќе го забележиме страна Насиров, одличен блок, има можност Станич за Манасков. За екипата на Металург убаво поставен блок од Миркуловски, ако не отстапува Кузмин од стриктно покривање на Козлина. Има ли можност за Цепелин? Двоен! Златко Мојсовски можеше и сам да завршува, но Вугринец е човекот на овој надпревар. 10-ти гол. Питревски, меѓутоа Загребчани се изборија на тој надпревар за Ремино. Тоа е историја, сега контра за Кузмин на спротивната страна. По кој момент ќе се врати Миркуловски во игра. Батиновиќ ќе оди на линијата од 6, Ванчо Димовски, ако немаше гол, ќе имаше 7 метри. 11-ти погодок, 27 спрема 16. Интересно е за колкава енергија веќе и на ваков резултат, кога сите веќе го добија својот заслужен одмор, Вугринец продолжува да ги игра, значи буквално сите 60 минути и да... Сега уште еднаш ја почувствува вистинската сила на екипата на Металург. Семенов. Резултат 32-19. За утре Киелце гостува во Шамбери. Преносите на македонска телевизија на МРТ каналот. Долго се рехабилитираше по повредата, се врати Стоилов, го зазеде местото во одбраната на повредениот Со овој резултат Металург го совлада Санкт Петербург. Минаше настап, победа на Металург. Мартин сепак релативно брзо се одвиваше овој надпревар. Имаме време до стартот на централното издание на Дневникот на македонска телевизија. Може да сумираме, имајќи пред дека престои еден месец.